Селото Габрово има добиено име што во околината на селото имало многу габер, така да Габрово селото така го има добиено името по шумата габер што се наоѓа во околината. Габрово како село има природни убавини, сместено е во подножјето на Беласица, има многу потоци, реки, пријатна клима, богата вегетација, поплодно поле, успева скоро речиси се, зеленчук, овошје. Самата клима, самата почва одговара за производство на органско овошје и зеленчук. На къде отиде? Како дечиња ние си игравме во околината на селото, на периферијата на западната страна. Има еден камен невообичаен, ние го викаме вртен камен. Тоа било како исцелителна моќ некоја за жени кои што немат пород, така да се протнуват низ тој камен и проаѓат на другата страна, им давал пород после тоа на тие невести. Имах прилика да ги посетам тие села, што баш нема некоја посетеност или некоја навика кај селаните да има некоја кино. И цела таа приредба е многу позитивна. У летно време да се прават турнеи и секоја иницијатива е добро дојдена и дефинитивно треба да има такви почесто иницијативи. Ние сме од Македок, Сдружение за промоција на документарен филм од Скопје. Ова ни е 13-то патувачко кино кое што го правиме из различни региони. Вечерва ни е последната проекција во Струмичкиот регион. Дознаях за самиот фестивал преку Facebook, не знам кој ми пишти некои пријатели. Јас се одлучих сам да дојдам и да заокружиме и да одбраниме честа на редовните гости на патувачкото кино Македокс. На платно белеше, на струмичкото изворче, ни помина.